По повеќе од 2000 евра треба да платат семејствата на осудените за случајот 27 април во рок од 3 дена за кривични трошоци и судски паушал. Оставени без столбот на семејството, дел од нив во тешка финансиска состојба, после се што поминаа, за многу кратко време треба да ја уплатат сумата, инаку ке следи присилна наплата. Вакви опомени се стигнати во домовите на неколку од осудениците, а се очекува сите да добијат вакво писмо. Еден од осудените кој до 1 декември треба да плати повеќе од 100.000 денари е и Вили Михајловски, осуден на 14 години затвор. Неговиот татко смета дека ова е безизлезна ситуација. Вели, не е возможно тие пари да ги обезбеди за толку кратко време. За сума преголема, да, секако дека е преголема, стављале и што треба и што не треба. Мислам, они знаат по кој тарифник тамо рачунат, али што е превише, е превише. Па и за 300 дена да не може да се собере со ова скупотија. Со една плата, од кај? Кај да ги собера? Он е у затвор да може да иде да работи, не да вратиш пари. Од кај? Со минимална плата нема шанси. Ама кога нешто не се може. Превише е. Скоро 1800-2000 евра. А да имаш плата 300 евра. Со оглед на тоа дека често беа потребни хуманитарни акции за помош на дел од семејствата кои беа во криза. И овој пат хумани луѓе се организираат што побрзо да соберат финансиски средства за да им се помогне. Веќе од минатата недела почнате процес на испраќање опомени кај сите семејства. Сумата е стварно голема. Тоа се семејства кои имаат по 4-5 члена дома и се невработени, и сума од 140.000 денара да се плати како судски трошкови е стварно апсурд, за нив тоа е многу голема. Така да повикувам да се искористи моментов да се запрати нивната ситуација и кој колку може да им помогне да им се најде, затоа што стварно е краток рокот за плаќање на сумата. Алфа пред неколку месеци посети семејства на неколку од осудениците. Од разговорите можеше да се заклучи дека тие не се помириле со вистината, дека нивните блиски кои ја сакале својата татковина се осудени за терористичко загрозување на уставниот поредок. Меѓу осудените имаше луѓе со јасни идеали, како Македонија да стане подобро место за живење. Полицајци, бранители, кои секогаш биле тука за татковината кога и биле најпотребни. Едноставно што побаравме е правично судење. Нека бидат осудени за упату толпа. Не може да има тероризам. Каде е тероризмот за Крсто Муковски, кој ги отвори вратите за да влезат сите тие луѓе? Каде е тероризмот за Љубен и за сите останати кои беа ослободени? Се бореше детето, жетуваш, организираше да биде сето заеднички, да се сплоти македонскиот народ, да се живее сите заедно, да одиме напред како држава. Тој се бореше за тоа. Не се бореше за некои други. Идеалите се знае на македонеци на Кобоси. Генум е таков него. Вчера беше 5 годишнина од апсењето на сега веќе осудените за случувањата во законодавниот дом, кои добија вкупно 188 години затвор за терористичко загрозување на уставниот поредок. И по 5 години останаа истите дилеми. Дали воопшто се работеше за такво дело или за политички прогон?